Ако се прави анализа на национализмот како форма на насилство во спортот во контекст на случувањата на овие простори, јасно е дека се загрозуваат севкупните општествени односи и движења, злоупотребувајќи го спортот како јавна популарна појава. Во спортот како општествен феномен постојат многу можности за националистички испади, но и клима која ќе ги оневозможи и амортизира истите. Во ова политичко турбулентно време на два пати сериозно нашата нација и нашата држава да биде навредена од групи и поединци кои се навивачки групи надвор од територија на Македонија. Што тоа значи? Се сеќаваме на примерот со навивачите на Левски и сега имаме пример со последниот надпревар во Ракомет, каде што навивачите на Партизан, без оглед дали е Ракомет или тие се како една иста групација на навивачи, извадија пароли со крајно деструктивно, националистичко и понижувачко однесување кон пред се нашата држава и некои наши историски дејци. Ја многу години наназад пишував за тоа, дури мојата експертиза се однесува токму на тоа. Некој можеби тоа сака да го помине чисто онака незабележително, но ја мислам дека таквите пораки си имаат многу поголема сериозност од како што ние мислиме. Затоа ја апелирав првин Европската куќа на ракометот да ги казни клубот, организатор на тој надпревар, а во најмала рака Ракометната федерација на Србија, која условно ние ја чувствуваме како блиска, нели како народи, да се извини за тоа што го направија одредена група на навивачи на тој надпревар и испратија недолична порака кон нас преку спортски настан. Затоа апелирав пред се да стигне извинување или на крајот на денот нашата Ракометна федерација да побара извинување за тоа што го направија. Така да таквите пароли, таквите испади воопшто не му прават добра на спортот, воопшто не прават добро на тие добрососедски односи и на луѓето во зближување на луѓето во нашето опкружување, туку напротив внесуваат дополнителен немир и раздор помеѓу нас народите на Балканите кои така 30 години се мачиме да направиме одредено заедништво помеѓу себе и да можеме заедно да одиме напред. Ама тоа во фудбалот како голем, силен, масовен, популарен, финансиран спорт е многу добро уредено. Во другите спортови гледате малку и поинаку. И сега знаете како, ако тие групи потешко го прават тоа на фудбалот, бидејќи таму е поконтролирано и има поголеми казни, се преструктурират и доаѓаат во другите спортови, на меѓународна сцена ги прават истите испади, националистички. Затоа ја реков и апелирав, Ракометната европска куќа треба тоа да си го среди, бидејќи државите имаат одредени закони. Дури и Србија има закон за недолично однесување на спортските настани и може да се повика на тоа и да ги казни тие. Знаете, кога ќе ги казните, понатака истите тие групи ќе размислуваат дали на надпревар ќе доаѓаат да поддржуваат некого или надпревар ќе доаѓаат да навредуваат некого кој не е дел или жител на нивна држава, поддржува некој друг тим или припадник на друга националност. Од тој аспект, според мене, казнената, репресивната политика може многу да биде влијателна во сегментот да ние ги сузбиеме националистичките реторики во спортот кои му го одземаат хуманиот сегмент на спортот. Кога беше исмејување англиското знаме во Македонија, ја имав можност тогаш да се сретам со Девид Камерон да се извинам. Значи, најхумано, Маргарет Тачер се извини за тоа што го направија хулиганите на Ливерпул на тлото во Брисел. Значи, во најмала рака доблесно да се извините кога ваши жители на спортски надпревар кои со меѓународен карактер ќе навредуваат и исмејуваат на националистичка основа некој друг. Од тој аспект, кога тоа ќе го направите, потоа доаѓа оно што реков репресивно. Ќе морате да ги казните, да ги изолирате и да ги ставите по страна и да им кажете дека не име место на спортските терени. Во Англија за такви испади, националистички, расистички, се случува мандатна казна. Групите или поединците се вадат од стадионите, се изнесуваат, им се одзема
да бидам јасен, им се одзема годишната карта и се отстрануваат од минимум 3 до доживотно, зависи каква навреда направиле, од фудбалските стадиони. Тоа што го прават преку спортот. А знаете како? Многу пати сме говорили, сум кажал, спортот е јавна, манифестна работа, каде што луѓето ја сакаат, доаѓаат да гледат и вие можете многу лесно на спортски настан да ја испратите пораката. УЕФА, пак ќе се навратам, има дневни кампањи насловени како респект, да го почитувате другиот, каде што ги користат сите спортски звезди, спортски идоли, да преку нив ја пренесуваат пораката и да влијаат врз масите кои ги сакаат спортистите, да им покажат како треба да се однесуваат кога ќе дојдат на спортски настан. Кај нас тоа е сериозен проблем. Ние не сакаме примерот на Европската фудбалска куќа да го следиме овде и преку другите спортови да го шириме, да правиме големи кампањи. Да бидеме на чисто. Кампањите и се скапа работа. Морате да ги платите за да му менувате на свест. Меѓутоа, тие пари не се толку важни, отколку промените кои треба да ги донесете преку кампањите. Меѓутоа, кога доаѓаме на клубско ниво, тогаш го забораваме сето тоа, го ставаме по страна и веднаш почнуваме да ги манифестираме собствените фрустрации на Балканот. Изгоре на тоа, некој само ќе не поттикне на тоа, одредени групи или поединци за своји лукративни причини, и ситуацијата веднаш ескалира. И гледате како, од тој спортски настан, каде што е пратена пораката контра нас македонците, да не понижат и навредат, не е пренесуван над преварот. Ниту е важен веќе резултатот. Секаде на медиумите иде паролата, пораката, која е испратена. Таа доминира. И тука може би треба да се менува свест. Ако ги трнеме на страна негативните влијанија, ако им дадеме, како еве вие што го правите ова, на позитивните активности настани, ќе се обидеме да ги победиме на тој кантар, ајде така да речем. Значи, ако го промовираме доброто, а го ставаме по страна лошото, кое е многу поинтересно, знам, за јавноста, ќе успееме да ги победиме тие кои му мислат лошо и на спортот, и на собствениот клуб, и да, ајде да кажеме, собствениот национален тим, и генерално ајде на човештвото од поширок аспект.